почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно отворено студио на телевизија Нова, кој што ќе го посветиме на Скопје и на катастрофата од 63-та. Јас на самиот почеток ќе ги замолам оние од останатите градови да не ни замерат за тоа што ќе зборуваме за главниот град и за она што го погоди пред многу години и секако сеќавањата кои што се будни за жал се до ден денес. Имавме и во последно време многу помали земјотреси од тој од 63-та, меѓутоа земјотреси кои што направија исто така можеби и голема паника, не само во Скопје, туку претежно и во Охрид. Овде ќе им посакам добре дојде на моите гости во студиото. Од мојата десна страна веднаш е колегата новинар Мојсо Мојсовски. Добре дојдовте во студиото. Добре најдов. Првото прашање ќе ви го поставам исто како што ја насловивте една од вашите колумни, зошто го сакате Скопје? Скопје не може да не се сака. Од една единствена причина. Што поише го сакаш, тоа изгледа поубаво. Или со текот на годините е така. Ја често правам една споредба. Во Белград на плошта Славија, долга низа години имаше една огромна дупка и кога да отидам, некој белградјанин ќе ми кажеше, ја видиш ону рупу, таму е пала бомба и никогаш ништо не праја. Не знам сега како е. Јас сакам градот да живее, да се гради, посебно од кога се случи тоа 63-та година. Така. Долго време имаше празни парцели, нели, кај што биле зданија, сите ние со тага или со некои други чувства се сеќаваме на тие зданија, како проаѓа време, како нас не снемуе, така и сеќавањата за тие. Го сакам Скопје, го сакам Вардар. Се уште се сеќавам на мирисот на водата вардарска. Потекнувам од Девармало, Вардар ни беше као двор да ни тече. Так. Го сакам паркот, посебно третиот дел на паркот. Го сакам, таму имаше една коњичка кај што чуваа коњи, ние таму одевме. Ги сакам ракавците на Вардар, кај што имаше островчиња, кај што ние правевме си правевме колеби и Петко, Робинзон Крусо и така натаму. Сега со Влада, влегувајќи во студио, зборевме за винето и за индијанците, за кои денеска децата не читаат. Карл Мајн не го читаат. Што читаат, не знам. Ете, тоа е од тоа Скопје. А може многу да ви зборам, али ќе оставиме за понатак. Ќе оставиме за малку подоцна во емисијата. Од мојата лева страна, вие веќе го најавивте, Владимир Плавевски, лекар, писател, аматерски фотограф, човек кој што не снабди со една огромна збирка фотографии кои што ќе ги видат гледачите низ целиот овој разговор од нешто повеќе од 1 час во студиото. Добре дојдовте во емисијата и секако честитки за вашата нова книга која што токму деновиве на денови во овој период кога Скопје се подсетува на катастрофата ја промовиравте Земјотрес 517. Честитки за книгата и добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. Да, ви благодарам за поканата, ги поздравувам сите гледачи на ТВ Нова, посебно еве на оваа емисија. Так. И ми представува посебна чест и обврска да поразговараме за Скопје, затоа што јас сум роден скопјанец. Роден сум во Ново Мало. Так. И во Ново Мало го поминав моето детство се до пред земјотресот. Поплавата беше, па се преселивме на Бит Пазар и таму ме затекна земјотресот. Што се однесува до промоцијата, она беше прекчера на 25-ти во музеот на град Скопје. Промотор беше Данило Коцевски, познатиот стар скопски хроничар, кој што ја промовираше книгата. Извадоци од книгата Земјотрес читаше Снежка Конеска Руси. Издавач на книгата е Македоника Литера на Новец Светановски. Еве така, после долги низ години успеа оваа книга да излезе на Белден, бидејќи на вистина, веројатно ќе збориме покасно, доста долго ја припрема. Во меѓувреме објавував и други книги, освојував награди, роман на годината за 2013 и така натака. А оваа книга за земјотресот, кој што збори за земјотресот, ми беше авторски, интелектуален и духовен долг према Скопје. Нели?
Она што го оние сите што биле за време на земјотресот во Скопје имаат вечна трага. Тоа е не само во секоја меморија втисната, мислам дека е втиснато во колективната меморија на сите скопјани што го доживеава земјотресот. И тука имате милион приказни, стории, трагедии, неверојатно, мислам, се знае. Љубови. Тоа е нешто невозможно. И треба да ова е за жал или за среќа, да кажеме, прв роман кој што зборува за земјотресот во Скопје. Сега да бидам малце амбициозно компаративен, мене во училиште, во гимназија, кога ме крена да одговарам учителката по македонски јазик, ме прашува кој е главниот лик во Мостот на Дрина на Иво Андрич. А ја реков, Мостот. Сега, главен ликов дека, за жал, ја земјотресот цело време од почетокот до крај присутен, со нормално импликации во денешнината. Значи, книгата е композицијски направена 2 дена, зборува за љубов која се развија меѓу младич и девојка 2 дена пред земјотресот, за време на самиот земјотрес, се она што се случува. 2 дена после земјотресот и действието се пренесува во денешно време, сега да не го раскажам, нели, со импликации од земјотресот и така натаму. Може ли една дигресија да направи? Нема да ти се продаа книгата, зашто Данило ја раскажа цела. Добро, тоа. На промоцијата. Така. Добре да во студиото ќе посакам и на представничката од Институтот за земјотресно инженерство, господјата Голубка Нечевска-Цветановска. Вас исто така ќе ве прашам, освен земјотресот, секако веројатно тоа е професионална деформација, меѓутоа која ви е главната асоциација за Скопје? Прво, добро вечер и од мене за сите гледачи и драго ми е што сме вака прекрасно друштво во денесната отворена тема. Секако мене животниот век ме донесе да работам со земјотресите, значи од 78 година како еден најдобар студент на градежен факултет бев примена во Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија и моето школување го продолжи во тој правец. Цел живот работев во одделот за згради и материјали. Значи се што се гради во Скопје е малте неповрзано со мене. Јас сакам да кажам, овие новите населби кога никнуваја, скоро сите мислам дека објекти се поминати низ моите раце. Сега кој ќе се праша од каде сум и зошто кога се враќаме во далечната 63-та година, јас во тој период сум била доста релативно млада, околу 7 години, меѓутоа потекнала од семејство кое што беше шетано многу низ Македонија, заради тоа што мојот татко беше еден од првите завршени инженери од областа на железницата, па мораше да ги шета станиците низ Македонија, а мојата мајка беше меѓу првите генерации што има завршена учителска школа во Скопје, кои што мора да одат по внатрешноста да ги држат и да го писменуваат населението во внатрешноста. Така да целото потесно семејство нивно и од тогаш е во Скопје, што значи дека кога беше баш земјотресот, ние живеевме во Битола, така беше судбината. Се го осетивме дека има некое страшно лудање. Знам дека моите родители и мојата мајка и татко, пошто нивните браќа и сестри сите беа веќе тука, уште следниот ден со воз пристигнаа во Скопје. Голем дел од моите тетки и вујковци живееа тука во близината на Скопје, другата ден да ги посетат. За среќа, значи од семејството потесно немаше жртви, така да без разлика, као да се сеќам и сега кога викаше еден надвор, нешто се љулја, за после пола сат да слушнеме дека Скопје е целото во прашина. Меѓутоа, ето судбината направи да работам во институтот и да се бавам токму со заштита на објектите и градење на сеизмички активни, на сеизмички отпорни конструкции и згради. Тоа е некако би можеле да го врзиме во еден заеднички цел на ова дебата што би била вечера. Така, интересна животна приказна. Всушност имате сите тројца, токму и затоа сте по овој повод и на оваа тема, нели, овде во студиото.
да се подсетиме на 26 јули 63-та. Ми кажавте дека сте имале 15 години. Не цели 15. Не цели 15 години, да. Новинарите кога ве прашуваа во изминатите години кога Скопје одбележуваше годишнини од катастрофата од 63-та, на прашањето дали се сеќавате, вие им велевте нема потреба од такво прашање бидејќи сеќавањата ви се свежи како да се случило тоа вчера или денеска. Морам на почетокот да ви откријам една мала тајна. Од 90-тите навака пишувам колумнички, скопски приказни и така натаму. Излезе дека намерно сум ја одбегнувал темата земјотрес или поплава. Сум сакал тоа да го сокријам, макар да кога би имал фотоапарат као што е на Владо или кога би бил некој што има дарба за сликање, тоа би го нацртал со филигранска точност како изгледаше, дури не знам. Живеев, иначе сум од Девармала, живеев во Циган мало на Луј Пастер улица, од прилика некаде кај што е гимназијата Јосип Брос, ја го викам дрвениот театар, нели? Тој Македонски народен театар. Живеевме во едно мало куќиче и доградувано, као воз беше, како вагон. Кој како доградил спалните и собите беа едно до друго, не беа распоредени. У едната спална спијат старите, у другата сестра ми, у третата ја и четвртата кујна и толку. Кенефот у двор и така натаму. Ноќта на 25 беше страутно топло. Како вие денови сега. Моите комшии таму има еркондишени во вид на распнати чаршафи по прозори и по врати. Дурне се исушат тие, колку толку зимаат топлина од собата, за да може да се преспие. Се сеќавам, небото беше црвено, потоа ние заклучувавме дека утре ќе биде исклучително топло за скопски пригоди. Сега викаат и споменете е света, а и све помалку и помалку гледам у небо, не знам зашто. Години наназад кај нас доаѓаше еден роднина подалечен и раскажуваше како го преживеал земјотресот, нели галичанец, живеел у Египет, продавал сирење и млеко. Се пикнал под кревет и така се спасил. Некој земјотрес имала во Каир. Мене тоа ми се врежало во... И кога почувствував, ја прво видов над креветот дека пука зидот, Ја се пикнав под кревет, ама под кревет мајка ми јела ставила тегли со некои мармелади ово, не можеш се пикнеш. А ја и така габаритен и тогаш бев. И сега трчам, сестра ми гајле нема. Мајка ми и татко ми у паника, мисля дека е бомбардирање, не знам што. Да, многу ми не мислеле дека е бомбардирање. Господ не чувал да не излеземе на таа средна врата, бидејќи видов, после од кој излеговме у двор, дека тука се спружени каблите од струјата, воздушна линија беше. Зошто тоа го кажувам? 2-3 куќи понатаму беше Ацо Снагата, Ацо Јовановски, комшија, неговиот брат или некој братучет беше испружен, него бос згазнал на кабелот и загинал струја, не од земјотрес. Во дворот, комшиката од приземја не знае како дошла, зградата падната, она кај нас у двор. Како дојде катања појма, нема, вика, ја тресев. И нели, стресло, тоа е во зградата, не знам колку луѓе, кој дошол од одмор, кој не знаеме дали е дојден, тетка Тања што ја спомнав, не знае Силва дали е кај нив, или една била гости кај тетка и искочи дека била кај бабушкови во Кепелиста. Прва жртва од таа зграда падната беше жената што чистела во ходникот. И брзо после тоа дојдаа незините од шуторизари со количка си ја зема. После тоа искочи една, ја викавме Нада, инженерката, искочи жива и здрава, ја извадија. Веројатно била у некоја спална што ја... И двајца од приземја не знаат како се нашли у подрум, живи и здрави. Ја предпоставувам се од оваа дистанца, дека биле на скали и дека нели приказните не се, него тоа е точно, скалите први паѓаат и они со се скали отишли у подрум. После тоа жив човек не извади од таму. Да ви кажам, пошто сум бил мал, нема шанси да
нити пат дозволува да се шетаме, да гледаме Хотел Македонија, не знам што, меѓутоа ја останав 10 дена после земјотресот и како проаѓа време, нели сакаш да видиш ово оно, нели се чуд дошол председател на државата, па бил Хрушчов со него, така натаму, приказни разни овде волку погинати толку. Мене ми е микро сеќавањето, нели, на тоа мало тука. Знам само дека отидовме да спиеме првата ноќ, доаѓа негдека бивша Нова Македонија, односно сега доаѓа тука Рамстор, до него желеничка амбуланта имаше, букети и така натаму, едно паркче. Мажите се снајдоа, направија нешто како некоја настрешница, легнавме таму да спиеме. Што ми направи впечаток? Сега не знам дали судбината била таа. Јас се сеќавам многу живо на знакот на Радио Скопје Абре Македонче. Со сати, немаше никаква програма са во Абре. Они воспоставувале линија и го пуштале за... После дознав ја од колегите и од техничари и така натаму. Ноќта доспиевме тамо, поминуваа возила безброј, со звучници и на сите се слушаше кој најмногу имиња на загинати, па ќе чуеш некој познат, нели другарче, вама тама. Може ли да те прекинам? Да ме прекинеш. Еве имам тачен податок за ова што го кажува Мојсо, за Абре Македонче, мислам извадок дел од онакве. Мислам да вистините, бидејќи по документација го работа, екнува звучен сигнал Абре Македонче. Ова е све вистина. Зборува Радио Скопје. Ви се јавуваме од импровизираното студио со своја прва емисија по катастрофалниот земјотрес што утринава на 26 јули во 5 часот и 17 минути го снајде нашиот град. И одма кажува, листа на идентификувани и пострадани граѓани во земјотресот во Скопје. Ковач Бранко, Цртица Бане, Ковач Даница, стара 14 години од улица 8 ударна бригада број 16, Велков инженер Светислав, стар 27 Југобанка, Ѓурковиќ Бранко Гордана, стар 3 години улица Ѓуро Ѓаковиќ, Киро, студент од улица Народен фронт, железничка станица, мртви извадени 13, Хотел Македонија, мртви 70, Карпош 2, зграда 13, мртви 195. Мислам, ова е вистински податок за првото емитување на сигналот на Радио Скопје. Еве, да не бидам доседен и да го прекинам, само бидејќи работеше, ми беше, јас многу сакав да го слушам на Радио Скопје кога работеше као... Не си кажал за сега? Да, не си кажал сега. Еве, јавно да те пофалиме. Последните радио вести во 24 часот на Радио Скопје. Мислам, убаво е да го прочитаме за дефинитивна информација. Веристички се, мислам, тачни се. Вчера во Москва е парафирана спогодбата за забрана на атомските проби помеѓу Советскиот сојуз, Соединетите американски држави и Велика Британија. Утре во Пула ќе биде отворен 10-тиот јубиларен филмски фестивал во Домот на културата Кочо Рацин, знаеш каде? Падна. Да, е падна. Ќе гостува државниот бугарски циркус Софија, почеток во 20 часот. Денеска беше најтоплиот ден оваа година. Плажите на Вардар беа преполни со капачи, но и со рој комарци, за што треба да им се заблагодариме на службениците од хигиенскиот завод, кои веројатно се имуни на касење од овие комарци. Мале коментари, видиш во последни вести. Програма за 26 јули, за утредента. Започнуваме во 5 часот со музика од Плочи. Ќе слушате мелодијата од Шарл Азнавур «Вивер авек туа», да се живее со тебе. Прогноза за утрешното време сончево и топло. Драги слушатели, ви пожелуваме добра ноќ. Така всушност последните вести и ги прочитавме првите вести веднаш пред и после земјотресот. Премногу носталгично, меланхолично, тажно и така. Повели. Ја во тие литературни новинарски настапи се обидував, Владо ја стрплив и ја влегувал и во архиви. И јас сакав да раскажам приказна што сум ја доживеал и приказна у која што сум бил актер. Така да мојата приказна за земјотрес е околу Луи Пастер 79А, у паркчето,
кога заминав за Битола прво, па за Белград Зренјанин, нели евакуиран и така натаму, значи друг пристап, а со тек на време, нели, како проаѓа денот, се осознава за сите тие работи, кој загинал, што било, како било. Да, постојано нови информации се. Кога веќе бевме кај информирање и кај имаше многу дезинформации. Така, тоа е нешто исто така што би сакала да го споменам. Страшни дезинформации. Јас мене ми остана впечаток, не знам колку време после земјотресот, во кулата на Партизанска, ја викавме воена кула. Воена се, да. На најгорниот спрат живееше се Измолок Медведев, кој им кажуваше на скопјани, не се мора кога тогаш да се приберете дома, ако ви е станот за живење, враќате се. И он живееше 14 спрат, не знам кој. Едно време се расчу дека ќе пукне браната на Матка. Па мораше и жиња. Да, и народ почна да си бега, затоа што првиот бран воден би бил 80 метри, би отишле сите не у Гевгелија. Така, огромна паника може да мораше да се појави Перо Серафимов, тој што е инженер познат предвоен, што ја проектирал браната, да каже дека таа ќе издржи атомска војна, така е прајана и така натаму. Значи, во тие моменти многу е важна информацијата, многу е важна. Сега направивме муавет глас што го пуштија денови пред неколку години. Шпигал ли беше или не знам кој, дека армијата на тогашната држава закаснила 2 недели, не дошла за да му помогне на Скопје, што не е точно. Значи, тоа е спин кој што треба да докаже дека они чекале Врховниот командант да даде наредба и да даде одобрение. Јас знам дека после пола сат имаше тројца војници на таа урнатината. Тоа беа стражари што одеа на водно. Се менјаа тоа време Сабајле. Нели прва смена, втора се враќаат и они веднаш почувствувале потреба да помогнат. Нити има со што некој казми им дада комшиите тука да помогнат и стварно се најда таа инженерка, ја спомнав, ја спасија тие војничиња. Шо беа? Не, можам ли ја да го објаснам по документи овој спин на германците за Тито? Може, слободно објаснете го, после тоа и стручно секако да зборуваме за земјотресите. Да, за земјотресите. По документите се бара и првиот човек кој што пратил Абер, нели, пратил вест дека Скопје е разрушено. Во документите постои дека еден холандски авион го надлетуел Скопје и го тачно на земјотресот и видел дека на цело Скопје се дига прашина. И осетил и он наводно вибрации и не знам како, одма јавил дека Скопје е опаднато и 50.000 жители има погинат. Скопје е разрузнато, во него има 50.000 мртви, тоа е така. Иначе првата вест за тоа, пошто се истражуваше Јован Поповски, бивши дописник на политика, он се самиот се набројува и он е. Меѓутоа, првиот кој што известил за земјотресот во Скопје е капетан Петар Јович, не знам сега, има тука војна капетан прва класа на кој што пратил, ја ги барав и податоците подолгом, прво се јавил во Белград, било 5 и 20 часов. Не му се јавиле од Белград од генерал штабот. Па звонел радиоврска во Ниш и од Ниш не му се јавиле, веројатно биле дежурните заспани, па после се казнети и се јавува во Приштина, во кој што кажува дека Скопје е разорено од земјотрес, безброј жртви, не може да каже колку. И онда се подига алармот, Тито го известуваат веќе пред 6 часот, и онда наредуе војската и полицијата да се мобилизираат и веќе, јас самиот лично ги видов, веќе по 2 сата на сите улици имаше војници
со пушка и мислам баш кај што И своевиден полициски час имаше. Чекај, сега ќе кажам. Јован, го спомнавме, Јован Поповски, дописников на Политика, он долго време отврдеше дека он е првата вест, меѓутоа не, мислам така. Он од дописништвото на Политика Карши железничка станица, тамо беше, успеал се снашол, викнал овие бандерџи поштариве, да се качи на бандера, директно воспоставил телефонска врска со Белград, редакцијата, се јавила секретарката и тоа израдувано. И го прашал, имаш текст, он рекол имам, излежал, он го кажел тоа на памет. На памет и после немал извештај на рак. И меѓу првите се на железничката станица дежурните, кои што со морзеава азбука пречеле извештувања за земјотресот. Веќе од првиот ден, ја ги имам видено, веќе од првиот ден стапи полициски час, што не се знаеше, нели? Тоа е прва во историја на Скопје да се воведе полициски час. Од 5 саатот Савајле до 7 саатот навечер, која што после 2 недели е повлечена, па е од 6 саатот до 9 саатот навечер, полициски час. Јас се сеќавам дека и слушав дори пукање, затоа што, видите, све беше истурено, Дучанина, Битпар, Златари, све беше на улица. Јас сум поминувал и сум го гледал, за, не знам, текстил, меѓутоа златни накити. Кој ќе реше дека жените многу зборат, не и дадовме на гостинкава наша? Се извинува, мама. Во секој случај Сепак е интересантни, факти се занимливи, кои што и не се знаат. Еве се обидувам да бидам интересантен. Јас во продолжение ќе ги замолам колегите од режијата да го емитуваме прилогот кој што пред ова отворено студио го направивме. Разговаравме со Данило Куцевски непосредно по промоцијата на неговата книга Скопски легенди. Тој низ оваа книга всушност ќе ги потсети читателите за тоа кои биле главните фраери, кои биле главните муабети во Скопје, како се живеело на Скопското корзо. Во продолжение секако ќе ги погледнеме рекламите и се враќаме во студиото. Ќе разговараме токму така со дамата во студиото за малку постручно за земјотресите, дали воопшто можело некако да се предупреди и кој дел од Скопје бил најкатастрофално погоден. Се враќаме веднаш во студиото. Новите генерации не би можело да знаат за интимните легенди кои ги крие градот Скопје, за гркот Зорба, за тоа колку модерни и елегантни биле скопските фраери пред војната, така што ќе си помислите дека се парижани, за тоа кои биле првите скопски таксисти и многу други тајни кои ги крие овој град, ако не беше еден од најголемите книжевни критичари, кумановецот Данило Куцевски. Раскажувач, романсиер, драматург и поет, Куцевски во рамките на Скопско лето ја промовираше својата најнова книга Скопски легенди. Скопски легенди се приказни за Скопје, многу познати приказни за личности, познати од сите области, од сите сфери. Скопските легенди се незаборавни и како личности, и како луѓе, но знаете што, градот има и своји интимни легенди. Некоја улица Скопска стара пред земјотресот може да биде легенда. Некој камен, некој од калдрмата може да биде легенда, нешто што би било драго во Скопје, нешто што би лежело на душата во градот. Не може да биде легендарна некоја љубов, некои големи скопски љубови кои јас ги опишувам тука. Во книгата тој раскажува за тоа каков бил животот во македонската метропола во дамнина. Ги споменува големите имиња од тоа време кои се одвојувале од толпата по нешто. Најубаво ќе зборува самата книга и корицата. Видите, ова е легендата, например, Грко Зорба, што е на почеток. Грко Зорба бил многу препознатлив за Скопје. Он живеел во Скопје во еден период, легнувал и станувал со бузуки, инаку тој бил познат трговец, ова е Грко Зорба. Овој мал дел овде е многу куриозитетен од книгата, од сликата. Тој е од аптеката на доктор Ставрич. Доктор Ставрич пред војната имал аптека во Маџин Мало и ова е еден лек кој јас го најдов као артефакт. Видите, овдека оваа група на скопјани изгледа како од некој американски филм, меѓутоа тоа е една фотографија од пред војната на скопските фраери, кои вака елегантно се облекувале со шапки, со шамивчиња, со
со препознатливи костуми и така натаму. Ова е овдека девојкава е убавицата на скопското корзо и кралица на скопското танго. Во новото дело на Куцевски ќе се сретнете и со имиња од поново време. Тој напишал текст за жабарот и неговата надалеко прочуена кафеана, која долги години спие на кеот од реката Вардар. Потоа тој пишува и за легендата на Тефо, кој го отпеа македонскиот Евергрин "Нели ти стига мојата младост". Познат како хроничар на град Скопје, дотеран во еден ритам на скопјанец со стил. Култниот лик Данило Куцевски, со богато творештво кое му го подари на нашиот град и самиот по себе е една жива легенда. Јас сме повторно во студиото на телевизија Нова, разговараме за скопскиот земјотрес, моите гости ги споделија своите приказни за тоа каде се нашле тие во моментот во 5 часот и 17 минути тоа кобно утро на 26 јули. Меѓутоа во студиото друштво ни прави и заменик директорката на ИЗИС, која што подетално ќе ни ги објасни сите тие нешта кои што му се случувале на градот и еве може би грубо ќе звучи така ако се изразам поуката што се извлекла од аспект на градењето понатаму. Господја Ничевска, кој дел од Скопје бил најкатастрофално погоден? Благодарам. Ја прво би сакала да кажам дека претходните излагања на двајцата овде гости во студието, значи стварно ме растревожија и мене. Значи тоа се факти кои што стварно е убаво да се сеќаваме и на овие денови кога сите се сеќаваат на скопскиот земјотрес, значи да се повторуваат, у смисол никогаш да не се, значи да се сеќаваме на нив, али никогаш у смисол да не се повторат за во иднина, да не се доживее. Јас реков ние семејства кои што не изгубиле никој за време на земјотресот или не биле малку, сигурно и материјално затоа што значително оштетени, нели? И како што реков јас на почетокот, ето така мене животниот пат ме донесе да работам баш во Институтот за земјотрешно инженерство и сето она што можам да го кажам, па јас од таа гледна точка, затоа што првите овие сеќавања што се случило во првите часови пред после денови кога прво настапува полицијата, кога настапуваат спасувачите, кога настапува војската, значи тој е делот кога се бори за секој живот кој што може да се најди по дурнатините и во сите работи. Меѓутоа веќе паралелно стручната фела мора да се уклучи и се уклучува во самиот град, затоа што како што спомна и господинот, после неколку дена мораш да се вратиш некаде да живееш. Ако веќе немаш оние што немале каде да живеат, не можеле да се вратат. Така да стручните екипи кои што тогашните инженери во тоа време, познати инженери кои што биле и мои учители, значи претходно првиот директор на институтот од Тиберија Киријас, па професор Јаким Петровски, покоен посебен, потоа покоен Миодраг Велков, Симеонов, мојот директен претпоставени Предраг Гавриловиќ, кој што се уште е активен и во пензија, меѓутоа тие се луѓето кои што некако почнале, значи од областа на земјотрешно инженерство да веќе одат по орнетините и да проценуваат оние првите штети, односно оценката на објектите дали се стабилни или не стабилни, или може да се живее во нив или не може да се живее, затоа што постојано треси во тој период. Така да и некако во тие, значи првични години, неколку месеци, после тоа веќе постепено се ствара и тој систем на оценка, проценка на сите објекти, дефинирање објектите. Сигурно се сеќавате со жолто, зелено и црвено, значи кој треба да се сруши, кој треба да се санира, кој е добар да се живее. После почна отстапки, 3 жолти, 2 црвени. Затоа што секако дека во тој период дојде големи екипи и познати кои што имаа многу познавање од областа на земјотрешно инженерство и од Јапонија, од Америка, познати стручњаци, така да во 65-та година така се раѓа и Институтот за земјотрешно инженерство и инженерска сеизмологија, секако со подршка на УНЕСКО и Обединетите нации. И првите учители и професори буквално се познатите јапонски и американски сеизмолози, кои што се беа врвни специјалисти и во областа, во оваа област. Со појавата на
на Скопскиот земјотрос Европа се мобилизира. Значи, тоа е најголем земјотрос што се случува во Европа во тој период. Значи, затоа што во они дел и со стварањето на институтот фактички почнува и европското земјотросно инженерство. Ние тоа со гордост го кажуваме дека најдобрите кадри во тој период се вселуваат во Институтот за земјотрошно инженерство и инженерска сизмологија. Они добиваат обука од врвни странски професори, а сето тоа после тоа ние исто така јас додека бев студент имаше професори и од Индија, имаше и од Јапонија, и од Америка, значи и од Калифорнија, каде што и се уште ги држиме тие, каде што ние на известен начин го учевме и се усмеривме кон градење на објекти кои што ќе можат ваков земјотрес да издржат. Значи таа беше нашата мисија и се уште е. Али јас можам да кажам, затоа што реков на почетокот, скоро 40 години работам во институтот, значи тесна специјалност ми е баш сеизмичка отпорност, дефинирање на сеизмичка отпорност на армирано-бетонски згради и зидани згради, значи комплет за таквите објекти. Објектите мораме да ги направиме да издржат ваков земјотрес. И направени се низа истражувања и примените различни светски истражувања и направени се истражувања и во нашиот институт, бидејќи сигурно знаете дека кај нас има симулација, имаме виброплатформа која што симулира земјотрес, направена по урнек на виброплатформата во Беркли во Америка и во Јапонија, значи на времето заедно, значи тоа го изгледа во нашиот институт кај што изграден од страна на тогаш беше директор покоен професор доктор Јаким Петровски. Значи, имаме истражувања, ево и минатата недела јас баш имав истражувања со партнери беа од Словенија, каде што имавме додатни истражувања на кругопанелни системи, значи поставување на виброплатформи. И веќе во, значи, 63-то земјотрес, што 64-та излегува драфт верзија за проектирање на сеизмички отпорни конструкции и веќе во 65-та институтот, 67-ма првата верификација, па 71-ва, 81-ва веќе, јас би рекла дека од 81-ва имаме прописи, кои ќе рече може да се многу далечни, може да се стари, меѓутоа кога ги споредуваме со овие нашите најновите прописи кои што сега Европа вади еврокодови кои што треба да важат на цела Европа за проектирање, за градење на објектите, јас би рекла дека сепак внатре се вградени голем дел од стварно значени работи кои што треба да се почитуваат при градењето на објектите. Затоа што ние би рекле земјотресот отприлика знаеме кај ќе се случи. Не отприлика, туку точно се знае. Затоа што се знаат тие тектонски плочи каде се, што се придвижуваат. Се знаат историски каде се појавиле. Знаеме кој интензитет може да настане. Дека може да се случи. Само некога. Меѓутоа, некога. Ево, значи има разни, тоа викаме, овој земјотрес од 6,1 што бил во Скопје, се случил пред 54 години. Тој се случува еднаш во 500 години, меѓутоа никој не знае дека тоа еднаш во 500 години може да биде и утре. Не те Боже, мислам. Да, или, значи, не се знае времето. А ако не го знаеме времето, тогаш ние треба да се сконцентрираме на превенцијата. Значи, ние не смееме да ги оставиме објектите такви да бидат, значи, ние да сме сигурни. И кога ме прашуваа, баш кога беше Скопскиот земјотрес во септември, на 11 септември, јас живеам на 7 кат сега, вика, каде беше за време на земјотресот? Дома си спиев, најнормално. Зошто? Затоа што верувам во зградата која што сум ја верифицирала и контролирала јас. Значи, не само таа зграда. Во периодот кога јас дојдов, значи, првен беше земјотресот во Црна Гора, 79-та. Значи, ние бевме, значи, цели екипи на терен, значи, видовме страшни оштетувања, исто како што е во Скопскиот. Кои објекти кои настрадаја? Тие кои што не беа асеизмички проектирани. Значи, во тој период не постоја никакви, нити драфт верзии. Значи, се користеше тулата како основно средство за градење на зградите. Зградите кои што, значи, затоа што асеизмичкото проектирање има неколку важни принципи. Треба да имаш вертикални елементи, дали се те армирано-бетонски и хоризонтална плоча која што треба да ги поврзи. Во тој случај ти имаш една стабилна, значи костур треба да направиш на конструкцијата, кој што би требало да држи. Сега внатре имаме
преградни зидови кои што за време на земјотрес, на такви јаки земјотреси, може да испука, може и да падне. Значи тука се тие работи, меѓутоа основната цел е да немаме човечки жртви. Значи да немаме човечки жртви. Така да се знаат тамо дека најголемите жртви беа околу Карпош во делот каде што беа на плошта Слобода во сите они како што имаше фатено. Меѓутоа сепак јас би рекла објектите, ево, трите кули кои што беа армирано бетонски покрај Вардар, стојат градски трговски центар, на тие три кули мислев, значи тие се уште екзистираат и тогаш екзистирале, мислам, немаше судска палата, исто така е градена баш пред земјотресот. Така. Пред земјотресот не беше пуштена, значи ние после тоа имавме направено некои мали интервенции пред 10 години, затоа што имаше во подромот беше употреблив, неупотреблив, али не е битно сега тоа. Довод на синдикатите. Довод на синдикатите, значи сега Работнички дом. А се срушија театарот, некој што сега беше направи. Да, меѓутоа сето тоа, железничката станица, сите тие се конкретно е правен по примерот на тоа како изгледал стариот театар. Да, како изгледал, меѓутоа како изгледал архитектонски, меѓутоа архитектонски како изгледал. Меѓутоа, значи сега тој е зајакнат и он може да заврши. Значи и направен е, Стариот театар не падна, али беше раскостен целиот. Целиот беше кој што не беше зарушен. Да, имаше тука во стручната јавност дека би можеше да се санира, затоа што сега има и техники за санирање на такви типови на објекти. Како и секаде тука имаше политика. Како и секаде, затоа што културното наследство исто така е една гранка која што се развива во тој дел. Значи би требало да се санирало на првобитна состојба како изгледа сите тие работи, меѓутоа сепак внатре мора да се стават елементи со кои што ќе се зајакне објектот. За утре кој ќе дојде земјотресот да нема оштетување во него и крупни оштетувања и секако жртви, значи да се сведат на минимум. Така да превенцијата и поуката, значи од сето од ова е дека градење и почитување максимално на сите прописи кои што постојат во таа област, кои што се надградува и правеа. Морам и ова уште нешто да го дополнам, значи и од тогаш, па и до ден денеска, значи сепак градот Скопје, значи многу внимава во процесот, да што оној страф, ја ше би рекла, кога ти влегува во коски. Значи, внимава, затоа што од почеток и некаде до 90-тите години ние имавме секој објект, затоа викам скоро сите згради, мислам дека се поминати низ мои раце, мораше преку тогашниот ПУИК, како ПУИК или за стамбено, како беше старото име, за домување, Интересна заедница. СИЗ за домување. Самоуправна интересна заедница. Сите мораше објекти, покрај тоа што имаше проектирано и ревизија, се правиат додатни динамички анализи во институтот, за да може да се провери дали тој објект може да издржи ваков земјотрес како што е Скопскиот. Значи, па дури и повеќе. Така кога се градеа и населбите, и Капиштец, и аеродром, и Ново Лисиче, и оние големите населби, и Влаје, Порта Влаје, и Скопје Север. Значи, тој беше периодот кога максимално се работеше и правеше. Сега исто така во овој период па уште имаме додатни, многу поригорозни критериуми за градење од 2013 година. Сите објекти, значи што се на територија на цела Македонија, значи не само Скопје. Тогаш беше во период на Скопје и веројатно оние поголемите или покапитални објекти низ Македонија доаѓа исто кај нас. А сега низ цела Македонија све што се гради мора да дојде на контрола. Прво, проектот, а ако објектот е над 300 квадрати, тогаш и плюс наши екипи одат и два пати уште во текот на градење. Значи првен кој ќе се изградат 2-3 плочи, па кој ќе се заврши конструкцијата, се контролира, имаме ние методи со кои што со недеструктивни тестови каде што контролираме квалитетот на материјалот, дали е ставена арматурата кој што е предвидена. 12 или 14. Да, затоа што дали е бројот на шипките тај тако како што е, затоа што дали има промени од претходниот проект. И можам да кажам дека овие од 2013 тој закон постои сега до 2017. Значи имаме екипи кои што се тотално спремни,
работиме по 24 сата, што се вика, затоа што имаме електронска апликација, се одговара на време како што треба според законските обврски. Значи, заштитени сме и води Македонија сметка за сето она што се гради во Република Македонија. Освен тоа дека биле извлечени, за жал, од таква катастрофа, нели, морало да се извлечат тие поуки, меѓутоа добро е што сето ова што го зборуваме вака како што го кажувате вие, дека многу се обрнува внимание на тоа како се гради. Се сеќавате дека последниот земјотрес кој што беше во Скопје беше нели далеку помало од оној од 63-та, меѓутоа направи исто така, направи исто така голема паника кај Скопје, ни посебно кај тие што се сеќаваат на тоа. Значи паниката е неизбежна. Значи тоа е нормална реакција, ево тука докторот ќе каже, тоа е нормална реакција затоа што во тој момент секој ќе стане, значи и прво што ќе помисли ќе треба да бега. Меѓутоа среќа и тој што беше скопскиот, па сега и во охридските што се појавуваат. И тие се релативно кратки земјотреси. За тоа време ти немаш услови толку време да излезеш надвор. Меѓутоа веќе завршило. Меѓутоа тоа е една нормална реакција. Паниката е една работа. Точно е дека имаше голем број на пријави на као леле колка вам е оштетена зградата, меѓутоа тоа беа такви проснатени, ја би рекла, на новите објекти, затоа што веќе се уште, значи тоа што викаме сеизмичкото градење навлезено во длабоко во луѓето. Веќе никој не прави објект ако нема столбови, греда и плоча. Значи тоа е од армирано бетонски, сакам да кажам. Воглавном настрадаја тие што се постари, субстандард објекти, меѓутоа не настрадаја драстично, тука се појавија некои пукнатини кои што можат лесно да се санираат. На крај крајшта и може да се појават. На 5,1 магнитуда може да се појават такви, значи тие пукнатини корелираа спрема интензитетот на земјотресот. Тоа е што може да се каже, а паниката е неминовна и ние секош викаме тогаш треба да се стрпиш, па после тоа да се напушта објектот, така е. После да се плашиш, меѓутоа тоа е тоа што некои реагираат со паника, од друга страна мои пријатели повозрасни кои што го преживеале земјотресот од 63-та во Скопје се најдоа во Охрид баш во периодот кога беа овие земјотреси пред краток период. И едноставно кога на прашањето се исплашивте ли, каде бевте, што правевте, ќе се враќате ли за Скопје, ве фатили паника од земјотресите, едноставно рекоа не, ние се спиевме, воопшто не се. Па да, затоа што видите, значи сега јас и ова би сакала да го кажам. Сега да се не дај Боже случи земјотрес како што беше 63-та година. Значи, апсолутно такви жртви 1070 или такви рушења нема да има. Значи, ние разговаравме пред емисијата малку за тоа. Значи, имаме корелација, викаме, магнитуда, тоа обично градачите не можат некој, значи, магнитуда, вика 5,1 или 6,1, а интензитет 9. Сега, што е разликата? Значи, магнитудата, тоа е всушност енергија која што се ослободува внатре во земјината кора. Значи, кое што има посебни методи со кои што се испитуваат, мерат и дефинираат. Затоа што тоа е процедура и кое што си ја работат сеизмолозите. А интензитет, кој што порано, значи, ние го карестевме, дефинирање на штетите кои што настанале на објектите, значи класифицирање на штетите, во зависност од тоа каква е класификацијата штетите. Имаме рушевини, имаме пукнатини во преградни зидови, имаме пукнатини тоа е скалата, така да сега кога би се мерил тој интензитет би бил многу помал него ли што бил во 63-та година. На овие објекти, така би ги смирила гледачите за да не се прави паника. Да не се прави паника и затоа можеби и ево така ви одговориле овие вашите пријатели. Едноставно објектот така. Јапонија, ево, сте гледали исто така, имаше и постојано имат земјотрес. И он само вака ќе подзастане малку под масата и продолжува после тоа на компјутера да работи. Има такви на YouTube и на видео. Значи, они живеат со земјотресот, затоа што постојано го има. Постојано го има, тоа е тоа. Да направиме овде втората кратка пауза за рекламите, ќе се вратиме повторно веднаш во студиото.
Повторно сте со отвореното студио на телевизија Нова. Направивме кратка пауза само колку за да здивнеме и да ги погледнеме рекламите. Зборуваме за скопскиот земјотрес, за поуките кои што градот ги извлекол од за жал вака голема катастрофа. Зборувавме за животните приказни на моите тројца соговорници кои што всушност се нашле двајца од нив во Скопје во моментот кога се случила катастрофата. Владимир Плавевски, вие всушност не успеавте досега точно да ни раскажете приказната каде сте биле тоа утро во 5 часот и 17 минути, меѓутоа, освен тоа, ќе ве замолам и секако нели да ни прочитате уште некој извадок од книгата која што ја промовиравте деновиве, а се однесува на фактите кои што се поврзани со земјотресот. Да, морам да ги кажам фактите. Прво историските факти по документација, нели што сум ја барав и долго време. Скопје прв запишано, нели, по записи што постојат. Скопје прв пат доживеал како Скупи, центар на тогашна Дарданија, се наоѓал Скупи кај Таур, во 518 година. Кога Скопје уште 24 града биде тотално разрушени и тогаш, еве, соговорникот нека каже, забележано е и на промоцијата еден ми кажа дека уште постои, се јавила процеп на земјата во должина од 34 км, ширина 5 км. Следниот катастрофален земјотрес кој што го урнал Скопје било за турската кога бил по 1555 година. За жал не можев да најдам никаде податоци колку имало жртви. Веројатно податоците се во турските архиви во Стамбул и до сега никако не најдов. Упорно барав, не најдов. Следниот потежок земјотрес кој што го погодил Скопје бил во 1921, односно по документи што ги барав кај нас. Или е тоа Валандовскиот? Валандово е после. После е Валандово, не за Скопје зборим. Овакво е. И не најдов колку ме интересантно на New York Times, американски New York Times, пребројајќи на интернет, најдов дури и фотографии и податок дека имало 140 жртви. Овој нашиот скопски земјотрес што све направил. 75% од скопјани беа оставени без домови. Земјотресот оштетил 80,7% од вкупно иззиданите куќи во градот, 8 основни училишта, 11 средни училишта, 32 спортски објекти, 9 поликлиники, 3 оперативни и фармаколошки згради, 12 социјални установи. Земјотресот предизвикал штета од над милиарда долари, сума еднаква на годишниот буџет на тогашна СФРЈ или 15% од бруто националниот доход на СФРЈ. Мислам, овие се факти кои што сами од себе многу кажуваат. Инаку за време на земјотресот, јас ви кажам, во Скопје, на улица Цветан Димов број 4, трети влез там број 9, тоа е зградата, ја кажавме на почетокот, до здравствениот дом на Битпазар. И дента кога требаше да биде земјотресот, јас као 14 годишник и активен извидник, требаше да патувам во 8,5 часот на железничка, да идам на железничка станција, да патувам на Јадранско море, во близина на Задар, едно место Филип Јаков. Тогаш се логоруваш. Или у Буљарица? Не, ова бевме ние посебна извидник. И мислам, добро, Буљарица е многу подобро. Бевме останати дома, јас и баба ми, а татко ми, мајка ми и брат ми беа во Задар кај Вујко ми, што беше пилот. Ја во книгата го опишувам, а така и почнав, мислам, дел од оноа, јас самиот сонував дека со воз патувам во некој тунел. Околу мене дим, чат ме гуши и одеднаш се разбудив и кога гледам, бидејќи на трети спрат бев, дека има земјотрес. Одма знаев, затоа што ние скопјани бевме навикнати на земјотрес. Меѓутоа беше невидено чудо. Лустарот не се лулкаше, него удараше од таванот. Орманите од нив се истурават чаши, филџани, садови, креветот се нишаше страшно. Јас по историски податоци 20 секунди трае првиот удар. Срипав,
прозорите беа отворени, се павка пошто беше жешко, 30 степени по податоци имам дека метеорологијата. Овај дента бе на 25 и утредента на 30 степени ќе биде и 30 потврдено. 42. Да, а денеска имаме 40 степени, можете да замислите кои климатски промени се за 50 години. Не се, дигресија направихме. Се пафтава и од надвор јас имав поглед према Газибаба. Тој дел тогаш беше од куќи плитарки направени. И почна да се дига прашина. Престана ударот, јас се облеков, кратки пантолани, мајца, апостолки и ме фати вториот удар. Иначе ударот, јас после ги анализирав по ова карактеристично и ден денеска, ударот идеше со страшна бучава. Бучавата, уствари, која предизвикува паника. Најголем страв. Стравот ви се јавува. Онда со удар на занесување и над зидот се појави пукнатина диаметрална. Од едната страна над зидот према друга. Диагонална. Диагонална, да, диагонална. Од едната на другата страна. Почна вториот удар, се јави обратна пукотина. Тоа се карактеристични пукнатини кои се во X. Значи ја после гледав и низ цело Скопје, еве ги на сликите може да се видат, таа пукнатина која што одеше само на правец север-југ. Веројатно, значи ударот беше север према југ и односно обратно во овој вториот кога настана. Вториот беше дури и по нешто не толку појак, ама појак и побучен. И тогаш ја слушам надвор викање, пискање, за помагање, мислам, јас мислам дека нешто е премногу страшно се случи. Там активно работите, тогаш не паќа ни страв ни паника. Отидом по ходникот на врата до двора, вратата ја тргам, Не се отвара вратата. Клапнала. Овакво е. Не, јасно ми е дека како иде се лула и во еден момент ја начекав на средина кога дојде, ја отворив. Сва среќа не беа урнати скалите, се слегнав надвор, еве како што гледате на слика, надвор луѓе во гаќи, пантолани, комбинизони, покриени со чаршафи. И последно 10 минути имаше трет удар, кој што беше многу послаб. Јован Поповски наведе дека биле 3 удари. 3, ама тој третиот, последниот беше многу послаб. Еве као еден куриозитет. Баба ми отишла пошто живеевме на Битпазар, бидејќи требаше да патувам на море, да ми купи симит погачи и гевреци за по пат да ми се најдат, нели? И пред симит погачи, продавници беше на симит погачи, овакво. И тогаш почнало да тресе, да паѓаат керамиди, да свари, да овакво бучи, она и она што го каже. Тие што на улица мислеле дека се на море. Да, Бранови. Него одма почнало бидејќи ги стерала сите овакво прва, втора светска војна, комитлак и така дале, почнало да вика пушка црна да изгори, кај најдовте сега да не бомбардират. И некој човек рекол, баба, какво бомбардирање ова земја. И она леле, внук ми Владо Курш, ја излегувам надвор и она дотрче ме прегрнува и така. Еве, мислам, тоа беше мојата историја како го преживеав земјотресот. Се сеќавам како да беше вчера. Имав 14 години, ама ви кажам, се сеќавам како да бе вчера. Она што треба да го кажам, не треба да се забори, добро, полицијски час кажеме дека по 10 дена стигна наредба, сите деца до 14 годишна возраст да се евакуираат. И жените. И некои жени што доева и така натака, да се евакуираат. И во тогашна СФР, во Југославија. И јас со брат ми бев евакуиран и прво во Марибор, после учев гимназија во Птуј. Ова морам да го кажам. Како што идеше, возот тргна плачење, пискање, не се знае што ќе биде понатамо, нели? Се мислеше дека ние мислевме лично првите гласини кога се расширија дека Скопје више нема да постои тука, ќе се дури планира да биде кај Свети Николе. Уравнината. Тоа беше гласините, еве ги рековме, да не се повторуваме, дека распукнала браната, дека гласини дека камениот мост е скршен.
добро, офицерскиот дом паднат, банката падната, хотел Македонија, што е кај Ченто, што е споменикот, тука имаше хотел Македонија, кој што беше само за странци. Дека железничката станица е срушена, а тоа за нас Скопјани беа реликтни објекти, мислам, кои што ние се крстевме, верувавме, ако они се паднати, што е просто оној друг. Што останува за други. И ова само да докажам, значи, како идевме со возот нагоре, не знаевме ни самите како ние како беше прва дестинација Загреб. Меѓутоа како идеше возот, така се менуева плановите каде ќе не сме. Како застануваше? Ниш ќе застане, Белград ќе застане, Загреб ќе застане, Лиспат. Не пречекуваше народ. Народ со музика, ќе застанеме, нели? Не знам тоа железницата смената ова она. Не пречекуе народ, ни дава јадење, пиење, пари ни дава. Тоа беше фантастично. Нише, овакво е, Белград, со дочеци, со повикувања држте се Скопјани, овакво е. Страшно. Загреб, Љубљана и најпоследна, стасовмено последна дестинација Марибор, кај што не сместија во кметиска школа, земјоделска школа и така. Јас отидов со кратки пантолани, сандали, како кошула. Како што се нашле во моментот. А кога се вратив од Словенија, се вратив со 2 куфери натоварен, со алишта, со книги, зимска одела, мислам, добро, тоа е да не. Сакам да кажам дека пречекот, ова импресијата што ја доживеав беше незаборавна, мислам, вечно ќе ми остане. Зато град на солидарноста е. Да. Токму така град на солидарноста. За жал имаме уште околу 5 минути до крајот на емисијата. Ќе ви ги дадам совршено го знам времето да ви така, да. Ќе ви ги отстапам вам за да ни раскажете таа приказна што ми раскажавте на телефон кога се договара. Тоа се вклопува во дел од приказните солидарност. Токму така. Ние почувствувавме солидарност, знае Владо, носевме мексикански кошули, Лопес Матеос, ние ги викавме фармерки, тоа беа работнички пантолани. Така. Јадевме американско сирење, после фаќавме и риба на Вардар, жолто едно убаво, мрена јадеше на него. Тоа од умра беа. Да, безброј труманови јајца во прав, млеко во прав и така натаму. Тоа беше све. Не се штедеше на помош, дури и машини за шиење, Сингер, стаса од недека и така натаму. Без помошта беше безгранична. Слушавме само пристигнуваат и што растоваруваат. За пари не знам, нели кажуваат толку одвоиле волку и така натаму. Лани Филјана Кока ме покани, не на ваква, али избери кај сакаш да правиме. Му викам, кај ќе правиме ако не пред порталот на учителска школа. Така. Нели? Така као еден знаменит објект и така да промениме. Ние додовме се договараме за што ќе разговараме. Од прилика се знае што е муавето. Само ќе ве замолам, нели, да ја раскажеме суштината на приказната, бидејќи тука време. среќавам еден стар човек клекнат со бастум и помагало и на столбот и покажува на една господја. Викам, од кај сте вие? Вика, јас сум овде живеел 63 година. И кој сте вие? Јас сум Бошко Фржол од Шибеник. Ја дојдов овдека заедно со 20 работника да му помогнеме на Скопје. Кога дојдовте после неколку дена, кога се побарала помош. Јас само што завршив архитектура, дојдов тука и ова ми е прва работа. Јас сум од Водица, али у Шибеник, живеам и така натаму. Јас се оженив како синоќа и од тамо си дојдов овдека, а невестата дојде после известно време. До него жената беше распаметена и се враќаат спомени. Они живееле 20 месеца во учителска школа, во училница, пошто биле единствен пар, нели, им дозволиле да преградат, да си направат кујничка и така натаму. И они работеле на санација на објект. Низ Буњаковец, низ центар тука. И во изградба на тие сателитски населби што се направија безброј, у кое што јас живеам едно у Тафталиџе. И он вика, ја се викаше, нели, Бошко Фржол, ја од моја прва плаќа јас сам купил фоторепортер, фотограф, фотографски апарат, Киев, и јас сам све снимио
И он на негова иницијатива и на еден господин македонец кој што долго живее у Загреб, Македонско-хрватско друштво, му организира изложба на не знам колку слики, 200-300 слики во МКЦ. Так. Ги каширале фотографиите, направиле изложба и тој на своја иницијатива едино побарал да му плати МКЦ авионска карта од Загреб до Скопје и за да се отвори изложбата. Јас и Марко Илковски отидовме вечерта на отворање на изложбата да се осведочиме. Тамо беа безброј црно-бели фотографии, не само од катастрофата, него му била интересна чаршија, 20 месеци веќе е време кога некои работи се обновија. Тоа беше страшно сведоштво за солидарноста. Тој ми раскажа, вика, првог јутра кога сам преспавал, нели? Излегол да видам што е тоа што се случи у парк. У парк, вика, народ спие под шатори и отидов кај првата господја, најдов пред шатор. Може ли да дојдам тука, извините, вика, неам да ве примам, неам ништо од мебел, седнете на клупа, нели? Клупата од паркот е едини мебел. Седнав и она ми ја послужила со кафе. И он вака го заврши разговорот кој што јас го снимив, после го раскажав и го објавив. Освен осин, нели, Водица и Шибеника, највише волим Скопје. Од прилика ги слушнавме приказните и на дел од странците кои што се затекнале овде. Вашите лични приказни ќе ми дозволите оваа емисија да посветиме на оние кои што изгубија некој во замјутросот. Навистина ги има многу, за жал, од секое семејство. Речиси, мојот дедо својата мајка ја изгубил во замјутросот, така што беше навистина задоволство да ги слушнам вашите приказни и да ги подсетиме гледачите на сето она што се случило. Меѓутоа, од друга страна и стручно да им објасниме дека всушност нема место за паника сега. Да, секако дека добро е да се зборува, добро е да се споменат сите оние што погинале, сочувство и до семејствата кои што ги изгубиле најблиските, за да не се заборави тоа што се случило и не дај Боже да се повторува. Ви благодарам уште еднаш за издвоеното време. Ќе се видиме, се надевам, повторно во некоја наредна прилика да се потсетиме и да зборуваме за Скопје и за убавите моменти од старо Скопје. Почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија Нова. Овде завршува отвореното студио, меѓутоа продолжуваме со најновите информации. Ви благодарам за вниманието.